И религијата е формата. Организирана форма на Така, верување. формата. Меѓутоа суштината е верата. Нешто за кое што најмногу ќе се каат луѓето на судниот ден, на денот суден кога ќе одговараат пред Бога, е јазикот. Таа треба да се манифестира не првенствено за да докажеме нешто на Бога. Еве јас ги правам овие работи, Бог да ги види и он да ги наброи еден ден, туку ние ги правиме од благодарност. Зошто го правиш тоа? Знаеш ли ти дека ти си од помилуваните, ти си од тие на кои што им е ветен рајот, дженетот. Тогаш претајникот Мухамед рекол, зар да не бидам благороден слуга Божји? Кој сметате дека е најдобриот модел за да се промовираат тие практични и корисни и најубави вредности на верата? Главниот медиум на оваа комуникација не се добри дела, не можеме се одоволи, туку се зборови. Меѓутоа јас се надевам Кога би останале молчејки до крајот на емисијата, ништо не би имало смисла. не би имало смисла. Но се разбира, ние како луѓе не сме безгрешни. Тоа е сега, И- тоа е првата и можеби Тоа треба да го најважната аксиома признаеме. која треба да ја признаеме и да ја прифатиме. Ама Сите луѓе се грешни, а најдобрите меѓу вас се тие кои што бараат прошка за своите гревови. А Значи, најдобрите ако- грешни, оти се свесни. сите луѓе имаат потреба да бидат поискрени од тоа што го говориме. Не се, Таа искреност денеска многу недостасува, ми се чини. јас би рекол И вистинолюбивост. дефинитивно. Значи искреноста и вистинолюбивоста се исклучително важни, ама не се пресудни. Во името на Аллах, се милосен милостивиот, се наоѓаме на почетокот на нова епизода на подкастот Диван. Вечерва имаме чест да го гостиме познатиот теолог, еден од гласовите на разумот и на диалогот и на толеранцијата во нашата убава земја, Македонија и пошироко. Се работи за доктор Коста Милков, кој што исто така докторирал теологија на престижниот универзитет Оксфорд во Велика Британија. Чест ни е што вечера сте со нас, почитуван. Мојата чест е да бидам вечерва со вас. Благодарам за поканата. Нас И ни благодарам представува што- голема чест. Со вас се запознавме преку нашиот постојан член на панелот, Фатмир Асо.Ковачи. Ова Асо. Му го спомнам секогаш. Тоа траде марке. Прифатливо. Трейдмарк ни стана. И сакавме да поразговараме малку околу реалната состојба, потребата за духовност која што за жал во нашето поднебје е претворена во еден вид на формалност. И таа духовност повеќе е некако се користи за да се создаде некоја слика за престиж, за положба во општеството или она што можеме поинако да го кажеме go with the flow, каде што оди масата и јас сум за нив, додека се запостава она што е можеби многу поважен елемент, а тоа е духовноста да биде градење на една цврста врска помеѓу човекот и неговиот создател Бог. Токму така, се согласувам со Согласувам. целосно, да. Дали не сметате дека положбата на религијата кај нас, кај македонците, кај албанците и на сите кои што живеат на Балканот е повеќе формална или дали има потреба за еден вид на преиспитување? Пред некој ден слушав, ова само малце да ја разбудиме, што се вика имагинацијата. Еден човек вели дека јас може и псујам, може би и правам гревови, но во срце сум добар човек и сум верник. И се придржувам до тие норми. Сакав да го разберам. Каде е тука врската помеѓу тоа ти си бака груб човек, насилен човек, вулгарен човек, а во исто време велиш дека моето срце е срце на верник, срце на човек кој што ги почитува тие вредности на конзервативизмот или на религија. Не се манифестираат во Да. неговото однесување. Дали не сметате дека ова врска треба да се засили помеѓу тоа што е верување и тоа да се манифестира и во нашиот начин на однесување, нашиот начин на создавање на односи со другите луѓе? Секако, тоа е, според мене, тоа е суштината на верата. Вие спомнавте збор религија и таа е сосема легитимен збор и прифатлив збор,
за да можеме да се разбереме точно, нели, за што разговараме. Но јас би направил во одговор на ова ваше прашање, би направил една квалификувана градација помеѓу она што јас сметам дека е вера и религија. Без разлика дали верата припаѓа на определена религија, ислам, христијанство, тоа не е битно. Разликата е правам преку тоа што секоја вера на поединци, на луѓе, мора да се организира ако сакаме да ја живееме заедно. Да. И тогаш таа има една манифестација надворешна што се вика религија. И религијата е формата. Организирана форма на верување. Формата. Меѓутоа суштината е верата. И ние мораме да се сетиме дека ако се држиме само до формата, а ја немаме суштината, ние имаме само празна религија, но никако и вера. Апропо ова што вие го спомнате за некаква личност која тврди дека, нели, зборува лоши зборови или пцуе или не е битно како, а истовремено во срцето се чувствува како многу добра личност, затоа Библијата или Новиот Завет во посланието на апостолот Јаков има јасна, нагласена, така да кажеме, дефиниција. А тоа е: не може од ист извор да тече две води, горка и сладка. Да. Не може со истиот јазик да го благословувате Бога и да ги псуете луѓето. Таква работа нема. И во исламот, Божиот пратеник Мухамед алейхиссалам вели дека ако е нешто за кое што најмногу ќе се каат луѓето на судниот ден, на денот суден кога ќе одговараат пред Бога, е јазикот. И затоа потенцира многу пати дека јазикот е еден вид на меч со две острици. Така е. Кој што може да ти донесе и многу награди кај Бога, но исто така може да биде причина за многу греови. Така е. И мене се дека овој начин на концептирање на верата или на вредностите на верата кај луѓето е малку деформиран. Затоа што не е можно ти да кажеш дека јас сум верник, а во исто време да не внимаваш на тоа како говориш, како се однесуваш кон луѓето, да не ги извршуваш своите должности кон Бога, затоа што ние за да бидеме вистински верници треба да ги исполнуваме тие наши должности кои што ги сметаме дека ги имаме кон Бога и кон нашиот Господар и Создател. Така е, апсолутно се согласувам. Дополнително на ова што го спомнавме сега, во истото тоа послание вели многу животни човекот скротил. И бродови и така на. Најтешко да се скроти е човечкиот јазик. Најтешко да се скроти тој. И тоа од друга страна тоа го манифестира, јазикот ја манифестира нашата когнитивна, духовна, душевна состојба. И оттаму произлегува начинот на кој што ние ќе говориме или ќе зборуваме. Затоа јас велам дека кога разговараме за како треба да се манифестира една вера во овој случај, во мојот случај христијанската, таа треба да се манифестира не првенствено за да докажеме нешто на Бога. Еве јас ги правам овие работи, Бог да ги види и он да ги наброи еден ден, туку ние ги правиме од благодарност. А кога сме благодарни за нешто, кога искрено од душа сме благодарни за нешто, тогаш нештата не ни се воопшто тешки. Сакаме да ги направиме со полно срце и со голема радост. Таквата вера ќе може да го дефинира животот на човекот, која ќе се вклопи во организираната манифестација на тоа што се нарекува религија. Ама тогаш двете заедно ќе одат рака под рака, така што формата ќе и помогне на суштината да се изрази, а суштината ќе и помогне на формата да се одржи. И да се дефинира формата. Токму така, да. Во една прилика, Аиша, сопругата на Божиот пратеник Мухамед, го следела својот сопруг, како му се моли на Бога во текот на ноќта, во доцните ноќни часови, дули до тој степен што нозете му натекле. И откако завршил со молитвата, таа го прашала пратеникот на Бога: зошто го правиш тоа? Знаеш ли ти дека ти си од помилуваните, ти си од тие на кои што им е ветен рајот, дженетот. Тогаш пратеникот Мухамед рекол: зар да не бидам благороден слуга Божји? Да се надоврзам на таа мислам, тој момент на благодарност, тој е многу битен. Значи ти на пример без разлика каков е статусот, каква е состојба. Ако ја нема
благодарноста, тогаш се губи целата смисла, се губи поентата. Дефинитивно. И јас би рекол дека една исто важен момент во оваа работа, во она што јас го работам, ќе видите, можеби ќе спомнете нешто за институцијата која ја водам, Балкански институт за вера и култура, ќе разговараме за Сигурно тоа е една од точките. Еве, спонтано дојде тоа да го спомнам, а деталите ќе ги понатаму поразговараме. Значи, основната визија на тоа што ние го работиме преку Балканскиот институт за вера и култура е да се употребат најдобрите теории и најдобрите пракси на христијанското предание. Значи има најдобри и има не толку добри. Значи ние сакаме да ги нагласиме најдобрите теории, најдобрите пракси, ама зашто? За благосостојбата на сите луѓе што живеат во светов, ај конкретно сега да кажеме Македонија, тука. И тоа ги вклучува сите луѓе. Бидејќи за во рајот Бог определува кој ќе отиде во рајот. Тоа е негова работа да определи. Меѓутоа, рајските вредности, ако така сакам да кажам, ако јас сакам да се поистоветам со нив, јас сакам да ги споделам со секој човек тука на оваа земја и на него да му отворам простор да се изрази како личност до нивниот целосен максимум. Тоа е визијата, тоа е целта. Вие го спомнате овој центар Балкански институт за вера и култура. Би сакал да ја прашам, од вашето искуство, работејќи во овој институт, кој сметате дека е најдобриот модел за да се промовираат тие практични и корисни и најубави вредности на верата? Дали тоа е личниот пример или примерот на она екс-катедра, каде што ние им предаваме на луѓето, ги советуваме, а може би кога би се соочиле со некоја таква животна дилема или некој предизвик, може би не би реагирале како што ни налага најубавата верска пракса или верска вредност која што ја промовираме. Ние мораме првенствено да размислуваме дека ние сме книгата што луѓето ја читаат прво. Да. И луѓе што не го знаат и нашиот јазик или луѓе што се неписмени, деца и така натаму, првата книга што тие ќе ја прочитаат кога ќе не сретнат нас, не се книгите што ние сме ги прочитале или напишале, туку ќе не читаат нас. Тие ќе читаат од нас. И тоа е за мене пресудно за потоа да се надоврзе на екс-катедра, што кажавте. Значи, дефинитивно, ние сме во христијанството, Библијата почнува со говорење. Да. Во почетокот Бог ги создаде небото и земјата и рече Бог. Значи, со говор почнува. И тој говор е дел од комуникацијата која Бог ја замислува да ја има со своето создание, когнитивното создание во овој случај, со луѓето. И како такви, ние треба и да кажеме нешто. Еве, ние денеска сме тука собрани и главниот медиум на оваа комуникација не се добри дела, не можеме се од ова или туку се зборови. Меѓутоа јас се надевам кога би останале молчејки до крајот на емисијата, ништо не би имало смисла. Не би имало смисла. Затоа велам, мораме да меѓутоа тоа мора да се оди што е темелот, а што е надоградбата. А едното и другото е важно. Темелот е пресуден за да се изгради нешто. Тој не мора, а од друга страна градбата е битна за да може, нели, да функционира. Затоа јас велам и едното и другото се многу битни, но мораме да знаеме што е темел, а што е надоградба. Темелот е нашиот живот, а надоградбата се нашите зборови. Нашиот живот е пресликување на оно што ние сме го веруваме или во што сме убедени, бидејќи кога би постоела една видна противречност помеѓу делото и тоа што ние го сметаме како вредност, тогаш нешто би пренесувале погрешна порака и би доставувале погрешна порака до другите луѓе. Така, ако не се одветствува тоа што ние го говориме со она што ние го живееме, тоа е контрапродуктивен пример. Не само што е лош примерот ако јас не живеам добар живот. Уште полошо станува кога кажувам една работа, а луѓето ме гледаат дека правам друга работа, практично е во најмала рака јас би рекол е контрапродуктивно тоа да се направи. Но се разбира, ние како луѓе не сме безгрешни. Тоа е првата и можеби најважна аксиома која треба да ја признаеме и да ја прифатиме. Ама таа наша грешност, така да кажеме, не смее да биде изговор да останеме во таквите однесувања, туку тоа треба да биде и да не се трудиме.
да не се трудиме, и тоа е она што во христијанската традиција се нарекува подвиг, подвижување. Значи нешто што треба да учествуваш заедно во Божјата благодат или милост, таа е дадена, ние не можеме ништо да направиме по тоа прашање, бидејќи без неа ќе не нема, меѓутоа Бог не повикува во неа да влеземе како повторно свесни битија или создадени на негов образ. Ако сме создадени на негов образ и дадени се капацитетите да можеме да го на некој начин не имитираме во на негативна смисла на зборот, туку да можеме по негов пат да одиме, тогаш ние имаме должност да се бориме против нашата паднатост, грешност, така да изразам, и да се обидуваме да живееме според стандардите кои Бог ни ги дава, а таму кај што ќе паднеме да бараме прошка. Божјиот пратеник Мухамед во врска со грешноста нека ме исправи ефендијата, Ужата Талха, ако не го преведам соодветно. Значи вели сите луѓе се грешни, а најдобрите меѓу вас се тие кои што бараат прошка за своите гревови. Значи, Оти се свесни. Значи доколку не, како беше другиот хадис, доколку не постојат, нека да го не кажем. беа грешниците, Бог ќе ве снемаше од земјата и ќе создадеше луѓе кои што грешат И ќе бараат. и се кајат за нивните гревови, затоа што Аллах Джелешан го сака покајанието. Го сака тој момент кога човекот ќе свати дека јас сум несовршено битие, грешно, кое што ја сватил својата положба, ја сватил својата грешка, но секако дека еден од условите за да покајанието биде примено е Да не се црста одлука да не се вратиме кон истиот грев, затоа што ако повториме повториме како поигрување со Да. Бога, така. Така. Вашиот институт, почитуван, кои се главните проекти или како да кажем Дејност, главна дејности дејност. или што е она што врз кое што најмногу се фокусирате или Да. Колку е инклузивен, колку дали Ние организирате Така. конференции, семинари. Па тоа, институтот треба да ја отслика она што го реков дефиницијата на самиот институт. Значи да ги искористиме тие најдобри теории и пракси за благосостојбата на општеството денеска. Во тие рамки, меѓу друго, ние имаме истражувачки дејности. Тие се дејности кои се поврзани исто така со некакви сондажи, истражувања, разбирање, токму на она како може верските заедници да можат да учествуваат во да го наречеме благороден придонес во даденото општество. Значи тоа е една од многу важните за нас вредности во самиот институт. Втората работа која ни е многу важна е овој диалог за кој што тука ние разговараме. Ние сме Балкански институт за вера и култура и ние велиме дека најдобрите традиции, теории и пракси на христијанското предание тие ги знаеме и во нив, нели, од таму потекнуваме, ги повлекуваме и мислам така и се манифестираме бидејќи сакаме да бидеме искрени со луѓето, да знаат со кого си имаат работа уште од првиот миг. Меѓутоа, кога сето тоа ќе го кажам, една од важните работи ни е како ние ќе создадеме, еве во овој случај Македонија, земја во која што луѓето ќе се чувствуваат почитувани. Ќе се почувствуваат дека нивниот капацитет, можностите кои ги имаат, ќе може да ги реализираат во својот максимум. Ќе се чувствуваат безбедни. Така што тука имаме истражувања, тука имаме различни дебати, разговори, првенствено поврзани исто така меѓу верата, некогаш и науката и некои такви да кажеме разговори имаме, конверзации, неколку не толку неодамна, него од пред години кога почнавме, ние всушност имавме неколку убави така да ги наречем иницијативи со некои пријатели од Римокатоличката црква, од Православната црква, протестантските цркви и исламската верска заедница. Имавме настани иницијативи кои се викаа конверзации, во кои што сакавме да се запознаеме едни со други. И ќе разговаравме. Јас дека најголемиот проблем за предрасудите кои што постојат е тоа меѓусебно непознавање. Се согласувам. И во тие рамки ние развивме една програма. Го искористивме нашето искуство од Универзитетот Оксфорд и останавме во многу добри врски со драги пријатели кои се на Оксфорд и преку таа убава комуникација ние веќе 15 години поред, освен за време на ковидот кога имаше прекин,
11 пати во Македонија имаме доведено врвни стручњаци од Универзитетот на Оксфорд. Преку 100 докторанди и други, нели, оние асистенти, доценти и така натаму дојдоа од Оксфорд и 9 редовни професори. И нив ги имаме, значи, инкорпорирано во сите сегменти на академското живење, а тоа вклучува, да кажеме, и институции кои првенствено предавале, во овој случај да кажеме, на албански јазик. Така што и тоа придонесе преку ова, да кажеме, иницијатива, ние отидовме на Тетовскиот универзитет, на така наречениот југоистичен или Штулов универзитет и наспроти сите други, така да ги наречам, од УКИМ, па натаму Македонската академија за науки и уметности и така натаму. Така што во тие рамки оваа иницијатива е нешто што најконкретно сакаме ние да го постигнеме, а тоа е да ги поврземе релевантните академски средини без разлика од која позадина доаѓаат во Македонија со една од водечките образовни институции во светот. Помеѓу првите 10. Меѓу првите 10 редовно се појавува меѓу првите 10, да. Вчера баш слушам дека сакаат УКИМ да го тргнат од шангајската листа целосно. Не сум прочитал таква вест, така ќе биде жалко, но не сум прочитал. Дај може да не е точно. Дај може да не е точно. Секако дека и во исламот образованието и знаењето се две темелни вредности кон кои што треба да се стремиме. И често пати ние кога зборуваме повторуваме дека првиот ајет или првиот цитат од Куранот кој што е објавен е читај. Читај, икра. Иако Божиот пратеник во тоа време не знае да чита, но сепак Бог му вели читај. Сака да укаже на важноста на читањето и на студирањето. Би сакал да се вратам повторно кај вашиот институт. Дали би издвоили некој истражување кое што поставило некој печат или имало влијание општествено во нашата држава, па може би пошироко, за да се развие, да се подигне нивото на диалог, на комуникација, на меѓусебно запознавање помеѓу религиите на овој простор. Или помеѓу верниците, да кажеме прво. Така, и јас би рекол дека имаме неколку иницијативи кои што всушност се објавени не неминовно тука во Македонија, туку ние преку Балканскиот институт сме биле контактирани со некои меѓународни организации. Меѓу последните кои можам најсвежо да ја спомнам, беше дека заедно со еден мој драг колега бевме поканети да придонесеме во еден од енциклопедиите за светското христијанство на светско ниво, во кој што таа се вика Edinburgh Encyclopedia World Christianity и Шкотска, значи. Во Шкотска, да. И универзитетот Единбург го издава тоа и поглавието за, да кажеме конкретно за Македонија во смисла на кои конфесии се бројни, како, што се случува со нив, историјата кратка на нив и така натаму. Ја пишуваме јас и мојот колега и таа всушност е еден начин на кој што ние исто ја пласираме оваа наша визија, оваа наша желба во една ваква, тај наречам условно кажано еминентно издание, да може да се пласира таму. Втората работа што се случува е дека јас сум исто се обидувам да бидам ангажиран како некаков, ајде пак да во недостиг на подобри зборови, некаков јавен интелектуалец кој се обидува да зборува на теми кои се поврзани, општествени, горливи теми и така натаму, но имаат една призма на условно кажано се поврзани преку мојата лична вера. И на крајот на кришта како теолог кој има докторирано таа проблематика, значи да говорам од таа една перспектива. И две работи можам за такви, да ги наречем истражувања, конкретно да ги поврзам со недамнешните, веројатно и вие сте биле запознаени кога се појави во јавноста она идеја дека ќе се укинат некои од општествените науки во средното училиште, етика, историја, филозофија и така натаму. И географија. И јас напишав две статии кои беа објавени во медиумите, во кои што всушност зедов длабоки истражувања на врвни мислители и експерти и ги приложив во една сумаризирана скратена верзија на македонската јавност да видат што јас мислам лично
подкрепено со мислењата на овие врвни светски мислители, по прашање на дали би требало некој од овие работи да се укинат или не, и зошто тоа во овој случај јас би рекол би било, така да кажам, штетно. Пред некоја година, кога го правев моето истражување за докторатура, едно од прашањата беше и интервју, не структурирано и полуструктурирано интервју со христијански теолози. Еден од нив беше и, може би да го спомнам, Владиката Пимен. Да. И Не го познавам лично, но знам за него и го следам, го читам. Владиката Пимен е еден од тие кои што се може најекспонирани. Најгласни. И она што ми беше чудно е што тој во неговиот одговор, дали е за веронауката во училиштата, рече дека не. Дека не е за таква форма. Вели дека на децата треба да им се остави сами да осознаат верата, Бога или тоа да го направат преку званичните или официјалните институции на црквата во нашата држава. Вие што сметате за тоа? Јас го читам, стварно сум читал, не велам 100% да го следам, ама го читам. Владиката Пимен имам убав печаток од него, ми остава, значи не личен него тоа што го гледам, што го пишува, и по некоја случајно сега се погодува дека јас би се согласил со него. Значи една работа е тоа што го спомнав за општествени науки како така, кои што децата треба да ги учат и да без разлика од која позадина влегуваат и така натаму. Додека кога станува збор за... Може би проблемот е кога се зборува за религијата, што во учебниците на историјата или на објаснувањето за религијата се дава од перспектива на еден атеист или некој агностик кој што сака да задржи таа научна неутралност, па затоа зборува за тоа како да се, значи, многу механички, многу со реченици кои што се сувопарно, да. Додека кога би тоа било представено на начин како што налага верата или религијата, сметам дека бива многу по плодоносно и плодотворно. Значи, аргументот, мислењето, аргументирате. Значи не знам, не ги знам аргументите на Владиката Пимен. Значи не ги знам што он има изнесено и така. Јас по некоја случајност во принцип би се согласил со тоа, но да кажам што мислам по тоа. Значи апсолутно не сметам дека е нешто скандалозно тоа што има верски или имало во определено време настава во училиштата. Верувам дека тие луѓе сите што дошле таму со најдобра намера. Реално мислам дека тоа, барем повеќето од нив, имале најдобра намера за тоа. Меѓутоа, лично сметам дека овој дел на учењето, да кажеме за верата, не како таква, затоа што е во школска форма дојдено, и колку време има и простор за тоа да се искомуницира, религијата не е само верата не е да научиш точки, некои да ги рецитираш од еден до некаде, него таа треба да те воведе во нешто повозвишено, а училиштето тоа воопшто не го нуди и не треба да го нуди. Разбирате? Така што во дадени моменти јас би рекол дека тоа уште повеќе може само да ги оддалечи децата во формативните години. Не може доволно да се образложи, да се навлезе подлабоко, нема атмосфера доволна. Може би сака да... Според мене тоа елементите во смисла на колку можеш да во тој еден предмет, на тој предмет може само се приде, како и во другите предмети треба да ги научиш техничките работи. Дефиниции, професорот точки, не може да те за математиката не може дополнително да бара уште некој дополнителен елемент во твоето поведение, живот и така натаму. Додека во овој контекст тоа е нешто што се очекува, тоа би било на некој начин по дефиниција. И јас би рекол дека добриот ангажман на која било верска заедница, која правилно ги подготвува верниците кои изразуваат, нели, желба, ние мораме луѓето да ги привлечеме во верска смисла на зборот, ако таа е слободна и неусилена. Додека образованието е обврзувачки, јас колку што знам, од прво до одделение до четврта година, средно образованието е задолжително. Верата не е задолжителна. Мислам, човек не мора да оди во црква и децата не мора да ги носи или во џамија, како мали. Така што јас би рекол
И овде најднаш доаѓа нешто што е слободно и неусилено, најднаш на децата како да им станува образувачко. Вака би се надоврзал Така. од искуство, значи родителски состанок. Да. Не знам конкретно после нека ни каже доктор Амел конкретно што се изучува на тие часови, или пак можеби вие знаете добро. Не знам, не сум многу запознат. Значи вака, доаѓа имаме родителски состанок и една родителка, мајка вели не, јас нема да дозволам моето дете да го уча за христијанството. Не може. Ме разбирате? Да го индоктринираат. Ме разбирате, значи Така. вака, моја реакција беше луѓе, овдека се учат колку што јас знаев тогаш, основите на верите или религиите на луѓето од нашето поднебје. Што пречи твоето дете да знае неговото другарче со кој што игра џамли, вози точак, баскет утре, можеби ќе излегува, можеби партнери ќе бидат бизнис, така? Да знае за неговата религија повеќе, ме разбирате? Значи да се запознае со неговата религија, мислам каде е тука проблемот? Нема никаков проблем. Што се однесува, значи не навлегуваме, вие спомнавте, подлабоко да се навлева од духовноста, значи не може таа да се манифестира и да јас така ве сватив, демек нема доволно простор, нема ни атмосфера ни простор за да може да се пренесе таа духовност. Меѓутоа основите на верата, во што веруваат муслиманите, во што дека значи во една религија не е тоа наметнување на некои идеи, на нешто. Так. Не е дозволено. Да, туку Треба да биде слободна. Да, меѓутоа тука ако доколку е чиста презентација на трите така конвенционални религии или пак не знам што. Ама јас не знам дали така беше. Не знам, јас затоа прашам. Дека сите деца одеа во својот клас и слушаа. На почетокот беше класично. Јас така мислам. Не, јас знам дека имавме тој проблем го имавме. Ја ќе објаснам се. На почетокот беше класична веронаука. Секој си оди кај својот. Кај што тоа Уставниот суд го укина. И во 2007 се воведе веронауката со нова идеја. Под името на предметот запознавање со религиите. Така. Супер е тоа. Каде што имаше и информации за христијанството и за заемно, значи. И за јудаизмот, и за исламот, но исто така имаше и воведен дел за тие религии политеистички кои што биле анимизмот, тотемизмот и другите форми на верување. Тоа беше една форма. Втората форма беше етиката во религиите, каде што се фокусираше врз етичкото учење во главните религии во Македонија. Значи, таму беше исламот, доколку си припадник на исламот, 42 од 72 часа се посветени само на исламот. Но исто така имаш и другите 30 часа, ги имаш за христијанството, за католичанството, значи за православието, католицизмот, католичката верзија на христијанството, за православната верзија на христијанството, исто така и за методистичката црква. И таа беше внесена тука и исто така имаше дел за јудаизмот, Јас не гледам тука спорно, според мене са да се информираат. Ако сакаш да го земеш од аспект на етика, но сепак тука бевме ограничени, значи она што се смета за верска пракса, тоа се уште е противуставно да се прави во училиште. Не сум сигурен тековно како се. Затоа јас тие години точно сега веќе ова натаму веќе 2 години, веќе 2 години тој предмет го укина. А укинате целосно, значи. Не сум баш стварно не сум премногу во текстот. Го ставија во групата на слободни изборни предмети. И тоа само едно полугодие, 36 часа. Но сепак тогаш јас би можел само до некаде, не велам, значи да го квалификувам, бидејќи јас кога ме прашувавте од почетокот, моето разбирање на прашањето беше она што го спомнавте вие, класична веронаука. Да, класична. Значи како такво. Дел од разбирањето на различни култури, но од таму, повторно јас ќе отидам да се вратам на моите 2 статии што ги напишав по прашање на општо филозофија, етика и така натаму, тие неминовно во себе ќе содржат елементи, значи секоја филозофија по дефиниција подразбира светоглед. И секој светоглед
по дефиниција ќе подразбира дали човек верува во нешто надприродно или не верува во тоа. Се И врзува тука за ние верата. Веќе имаме, да, верувам во нешто или не верувам. Истата работа е. Мислам по прашање на ставот кон конечната вистина за која што ние можеме тука да зборуваме од перспектива на луѓе и да имаме вера. На крај, затоа вера да се вика така. Додека немаме цврсти аргументи да кажеме вака или онака е работата. Ако зборуваме на таа тема, јас тоа до некаде и би го квалификувал и би рекол како би воопшто не би имал ништо против особено децата да може да се разберат на еден подобар начин, да сватат кој е другиот, да гледаат со очите на другиот, тоа дефинитивно би го поддржувал. Но тоа веќе јас тоа не би го оставил во категорија на веронаука. Да. Дали ме Не е разбирате? класична веронаука. Тоа е веќе она заемноста на разбирањето на другиот. Значи, овој модел, за разлика од Србија, од Босна и Херцеговина и Црна Гора, или Хрватска, во Хрватска е класичната веронаука, катехезија, како се вика? Да, катехизис се учи таму. Катехезис? Да, така. Во Словенија е овој модел, кој што е и кај нас. Значи, се учат тие повеќе етичките норми и етичкото учење на религиите. Ма тогаш во тој случај јас повеќе би рекол децата да имаат и шанса да ако и нешто не знаат да добијат како информација, меѓутоа чувството не е дека они се тука за да бидат така да кажам воведени. Црквата или не знам сега да кажам црквата мислам генерички или џамијата генерички треба да го воведат, за тоа и тие постојат институции, да ги воведат луѓето во верата. Образованието треба да биде простор во кој што секој треба да се почувствува добре дојдено и секој да може да се разбери. Во тој случај можеби ќе има простор да се проучува светоглед кој то целосност, условно кажано се вика атеистички или агностички како тако. И децата треба да разберат дека има родители можеби и такви, кои така си ги образуваат децата и не треба да имаат деца што имаат вера или верни родители, не треба да бидат поучувани да имаат предрасуди против таквите деца, како такви. По тоа прашање не ги знам сега деталите, не ги знам механизмите како тоа функционира. Целта им беше дека постоењето на еден таков предмет ќе помогне децата да имаат повеќе информации, особено за верата, од поинакви извори отколку што се например историските. Секако. Да. И се што може да не сближи по мене сега вака без да нагласувам како, бидејќи не ги знам пак кажам механизми деталите, ама генерички да кажам уште еднаш, се што може како општество да не сближи за подобро да се разбереме едни со други. И на тој начин подобро да се сакаме едни со други. Да се почитуваме, да се знаеме. Денеска од некој исто така човек кој го разбира и турскиот и арапскиот јазик и така натаму ми кажа од каде доаѓа етимологијата на зборот муабет. Мухабет, од хабиби. Од љубов, да. Од љубов. Значи мухабет буквален превод од арапски на македонски е љубов. Буквално и тоа денеска ми беше сосема случајно, не поврзано. А кај нас се користи муабет, да прави муабет. Еве го тоа. И за мене тоа беше откровение. Бидејќи во македонскиот јазик тоа е одомакено. Да, одомакено. Ние велиме на лав муабет да се собереме и така натаму. И кога јас го сватив, имам добри ширите муабет, ширите љубов. Имам добри пријатели кои живеат конкретно сега во овој случај во Египет, во Каиро и во Александрија. Арапи. И многу често кога се обраќаат и кон мене или кон блиски пријатели викаат хабиби. И јас ги прашавме што тоа значи и сега ми беше многу убаво да слушнам дека во етимологијата секој ден го користиме тој збор и ми стана многу убаво, бидејќи и тој разговор беше условно така да кажам полн со вистинска човечка љубов, грижа едни за други, споделување, радост да се видиш со очите на другиот. Бидејќи ние не сме потполни, како поединки, ако нема повратна информација кон нас. Затоа и самицата во затворот е најголемата казна. Бидејќи дури во најлошите случаи сакаш да видиш друго лице, други очи, да ти вратат нешто, да возвратат на тебе. Човекот е општествено битие, кој не може да обстои сам. И затоа мухабет. Мухабет. Убав муабет направивме. Така. Коста, вие во вашата докторатура го обработувавте животот на Максим
Исповедник. Исповедник. Исповедник, Да. да. Ја ќе кажев маченик, ама Ќе објасни ми разликата Добро. меѓу маченик и исповедник. Ние пред да започнеме с емисијата, спомнам дека живеело во 7-миот век. 7 век. Би сакал да ни кажете нешто повеќе за главните пораки или главната Биографија негова кратка. Не, биографијата тоа е повеќе полно пораките. Зошто тој беше толку важна личност за вас да ја обработите? Така. Тој бил роден во 680 година, 580 година, а починал во 661 година. Значи на 81 година. Современик на Божиот пратеник Мухамед. Дефинитивно. Да. Буквално се во најактивните 270 година е роден Мухамед. така, Значи 10 години по раѓањето на Мухамед. Да, а тој починува 533 570, да, 533, така на 60 тука години. некаде, Да. ќе дојде после Омар го наследува, нели? Ебу Бекр. Бекр. Бекр Омар. после Омар. И сам- Така, да. Ја наследува титулата како водачот на правоверните. Така. Значи не го наследува во тоа дека тој е пророк Божи или пратеник, Божи пратеник, да. Го наследува, како Веројатно, државник, како државник. Така, Да. вие тоа доквалификувајте, да. Во ред. Сега Максим е, значи, како што реков, 580-661 година, и тој е една од најмаркантните личности во тоа време, во веќе развиеното источно римско царство. Што денеска нас не е Византиско. познато како Византија, меѓутоа Византија е значи термин од 19 век. Тоа си е источно римско царство. Источно. И тие луѓе кои припаѓале на тоа царство, за себе зборувале дека се ромеи. Тоа е всушност изразот кој тие го користат Рум. за се. Исто и во арапскиот На јазик. арапскиот не Римјани. постои писан, да, Римјани. Рум, да. Така што тој е во еден многу турбулентен период се појавува. Тоа е времето кога Византија активно и многу тешки битки води со Сасанидското царство на персиците, да. така? И Само да не заборавам, Да. во Куранот кога настапа кога христијаните или Исусото Римско царство победува во битка против Персиското царство, Бог вели дека на тој ден се радуваа верниците, затоа што христијаните во оваа случка се многу поблиску до муслиманите, бидејќи сме бидејќи се луѓе на книга. луѓе на книга. Ахлул Китаб. Извинете се, те прекинав само. Во ред. И тоа е во времето на еден од најенергичните императори Иракли, Иракли. кој владее од 610 до 641 година, и всушност најголемите дејства кои се... Иракли, дали може би на арапски се вика Херакл? Да, тоа е, истиот. Иначе Хераклис, Во иначе Хераклит, Дамаск, Иракли во на Дамаск македонски. има- на македонски, да. Во Дамаск тој има еден диалог со еден од луѓето кои што го сретнале Муамед, тоа е Ебу Аха. Суфијан. Така. Продолжи. Ќе се надоврзиме. To be continued. Ќе спомнеме нешто околу тоа. Не, тој мене мислам јас него повеќе го среќавам само како император кој донесувал определени заповеди. Додека содржината која јас ја работев специфично ми беше стриктно поврзана со делата на Максим Исповедник. И тој е многу значаен затоа што како прво е еден од најголемите умови зборувам во своето време во христијанскиот тогашниот христијански свет. Втора работа многу е битен и важен токму заради тоа што добар дел од некои од делата кои се создаваат меѓу 4 век после Христос, значи од така начините кападокиски отци, нема да навлегувам во тие технички детали, па натаму, и има неколку дела кои се напишани под псевдоними, не знаеме кој е авторот, но тие тврдат дека се ово или оној, тоа не е битно. И тие се многу интересни дела, бидејќи влијаат многу на христијанската мисла, меѓу 5, 6 и 7 век, а истовремено не е сигурно како да ги прифатат. Нели, не луѓето се, мислителите се со поделени, така да кажеме, чувства за нив. И Максим ќе земе некои од тие дела и ќе ги протолкува на таков начин што тие влегуваат верно во канонското разбирање на христијанското толкување на Библијата. И затоа е толку важен, бидејќи таквиот корпус на дела ќе влезе во влијанието и на исток и на запад да се развие особено не само христијанската мисла како таква, туку да се развие мистичната аскетска мисла во христијанството и на исток и на запад. Значи, за тоа е многу важен. Втората работа, врската меѓу истокот и западот, меѓу она што е денеска римскиот папа и да кажеме патриархот
се уште во Вселенски. Истанбул и Вселенски. Константинопол, Вселенскиот император. Тој е исто така една многу интересна врска меѓу тие две работи, затоа што во дадени моменти кога императорот зборува и му наредува работи кои заради својата совест и вера Максим не ги прифаќа, тој ќе се најде во тоа време во Рим и ќе биде под закрила, условно кажано, на папата Мартин. Значи, затоа е толку важен, затоа што е маркантна личност која застанува со своја чиста совест да кажува вистина, како што тој ја гледа, на најголемата моќ, на патриархот во Константинопол и на императорот во Константинопол. А зошто е толку важен? Затоа што ги пишува некои од најбитните теолошки дефиниции за тоа зошто Христос е и Бог и човек. Значи, богочовечноста кај Христос ја објаснува на најубав начин, а неговата најголема страст, така да се изразам духовна страст, е да зборува за духовното приближување на човечката душа кон Бога. Јас тој дел, за духовното приближување на човечката душа кон Бога, тоа беше мојата главна дисертација, која во превод би значила само откажувањето, значи од себе си, од своето его, Аскетизмот. и така натаму, во прилог на приближување кон Бога, но не отфрлање на нештата кои Бог ни ги дал како добри, бидејќи тие се добри по дефиниција, храната, водата, тие се добри, но ние кога од нешто се откажуваме, од гревот секако, дефинитивно, треба да го отфрлиме, но некогаш се откажуваме и од нешто добро, што е корисно за нас, зошто го правиме тоа? Не дека тоа е лошо само по себе, туку сакаме да му искажеме на Бога дека единствениот извор на вистинскиот наш живот потекнува од Него и од никое друго место. И тој обстојува, се уште е рано. Секако дека во исламот е многу важен фокус даден на тоа откажувањето од материјалното и брзона што се смета за приближување до Бога. Така. И приближувањето до Бога и да ги извршуваме сите тие работи во името на Бога и славејќи го Него и величајќи го Него е многу важна важна и битна одлика и специфика на религијата на исламот. Би сакал се спомна Иракли. Да, Иракли. Идејата, бидејќи се наоѓаме, нели, кога се прави муабет, ќе спомне, па ајде да се надоврземе, но тоа полнува друго. Нели, не сте навлегли. Важна историска личност и во исламот, затоа што кога слушна дека доаѓа делегација или караван од Мека, сака да се сретне со еден од луѓето кои што го виделе Мухамед алейхи салам и постава неколку прашања. И помеѓу прашањата е дали во неговото семејство некој порано бил крал или владетел. Му одговарат дека не. Потоа го прашува дали го следат повеќе сиромашните или го следат угледните и богатите луѓе. Му одговарат дека не, повеќе го следат сиромашните. И оно што исто така вели, дали луѓето од кога ќе поверуваат во него, дали лесно се откажуваат од верата или остануваат црство од тие убедувања. И едно прашање дека не, луѓето кои еднаш го прифатат верувањето или исламот, многу тешко се случува да некој се откаже од верата. И за сите овие прашања потоа дава коментар, Ераклит вели, да беше некој кој што во семејството имал владетел, ќе каже дека е некој кој што го бара власта на неговите предци. Значи, а Божите пратеници во најголем број секогаш ги следеле тие кои што се бедни, сиромашни. И вели, она што е многу важно, дека таков е иман, такво е верувањето, кое што кога ќе влезе во срцето на еден човек, многу тешко излегува од него, затоа и тие луѓе, значи имаат цврсто верување и убедување и многу тешко, значи речиси невозможно е тие да ја напуштат верата откако имаат влегло во неговото срце. И се пренесо во нашите изворници дека рекол да беше тој сега меѓу нас, ќе му ги миев нозете, затоа што тој навистина е Божји пратеник. Кога го рекол тоа, се слушнала бука и глас на негодување помеѓу тие што биле присадни, и тогаш тој рекол, само сакав да ја
Да ви ја предочам, да. да Вашата, ја тестирам вашата верност. И затоа го реков тоа, иначе не Ги спровоцирал, значи. Па мислам дека е тоа, извинете, само да го кажам да не го заборавам, да мислите, рано е за да се толкува кој што мислел за исламот во првите 10-15 години е прерано да се даде суд. Пред завршетокот на објавата. Така, во целост. И ние го имаме и плюс се случуваат некои тектонски промени во границите на Источното Римско царство, токму заради напредувањето на исламот. Во 638 година, значи по Христа ова зборам, која би била таа според исламското броење, не знам, но 16. Да, 632 година, Или 10. 638 година, да, 16 точно. Всушност Омар влегува во Ерусалим. И патриархот на Ерусалим Софрони му ги предава ключевите. Символички така. Така, патриархот Софрони е духовен учител на Максим. И всушност Максим влегува во некои од најголемите дебати теолошки. Он како монах воопшто не сакал он бил многу посветен на таа како што реков духовноста, на исихазмот. Има еден таков збор во значи натихувањето на монашкото тихување и приближување до Бога и искачување кон Бога преку трите чекори што се прават, тоа се значи практике, фусике и теологија. Значи едното е практиката, ја правиш како мали деца кога ги учиме да прават работи, без да точно разберат зошто, ама ги учиме бидејќи така треба. На рутина. Потоа практике фусикија значи да влезеш, да навлезеш во однатре во разбирањето на нештата и да ги правиш токму заради тоа што разбираш како функционираат и ги цениш како такви. А теологија е всушност визијата на Бога. Го гледаш Бога и обединето со неговата душа одиш натаму. И тоа е желбата на Максим е таа. Тоа е неговиот копнеш, бидејќи тој верува дека сите ние треба да се претвориме, така да се претвориме, речи си како он тоа би го рекол, во жената која го родила Христос, позната како Богородица во христијанството, Марија. Тој вели секоја душа на човекот треба да се претвори во Богородица. И вика зошто? И ќе ви објаснам зошто. Ако Христос кој се родил од неа е совршениот човек, да ни го покаже патот како треба да се биде совршен, тогаш секоја душа човечка треба да ги роди до блестите на Христос. Неговата љубов, искреност, честност, вера, и да ги реализира во себе. И да ги реализира во себе. Тоа е неговиот најголем копнеш. Мислам дека нема многу време, барем јас и од моите исчитувања, многу малку имаме можности во тие години, пред крајот на 7 век поточно, и почетокот на 8 да се донесе конкретен суд за што мислеле. Можно е дека тие размислувале дека ова е уште едно царство кое се дига како и другите царства наоколу кои доаѓаат, носат некое свое уверување и така натаму, така што е многу рано да може да се донесат судови. Толеранција која што калифот Омар кој што ја презентира во тоа време е навистина нешто што го зачудува и Софрони. Затоа што тој бара да им го поштеди животот на свештениците, но Омер му вели, јас во една ситуација не сум размислувал да ги погубам. И тогаш Софрони според тие историски книги останува зашто? Затоа што практика на претходните империи било тоа да се погубат и да се затворат сите тие кои што може да представуваат опасност за новото царство. А првенците, во смисла на мислите, најчесто целта на такви дејства. Кремот така е. Само еден момент би сакал да го нагласам, дали е предводник на караванот, дали предводник бил Ебу Суфјан? Да, Ебу Суфјан. Значи Ебу Суфјан е личноста која што комуницирала со Ирак. Така. Дали Ебу Суфјан во тоа време бил муслиман? Не бил муслиман. Значи, сакам тоа да го потенцирам. Значи тој не бил муслиман. Дали бил противник на Да, бил. Значи покрај тоа што бил противник, ја проследил веста, односно информациите доследно. Значи не пристрасно. Многу битен. Сакам да го затоа што кај арапите и кај сите народи веле кај тие што биле се викаат од племињи како благородници било голема мана или голем недостаток ако тој лаже. Да.
И Да, не макар и да е истина. против него, што се И затоа вели да. да знаев дека нема да ми се припише како лага, Немаше да го кажа. немаше да ми припише како лага и дека заради тоа немаше да бидам обезвреден кај луѓето, значи нема да ме сметат за нема да Тоа ме го рекол сметат- Ебу Суфијан. Да. Ќе кажам нешто што не е вистина. Ама Тоа е. Тој сталеж, тој благороден сталеж Да, во може. тоа време. Да. секоја му чест можеме да кажеме, ништо повеќе. Браво. И тоа е нешто што денеска без го зборувавме и со Аги Мионс, можеби луѓето сите луѓе имаат потреба да бидат поискрени од тоа што го говориме. Не Таа искреност денеска многу недостасува, ми се чини. Јас би рекол И вистинољубивост. дефинитивно. Значи искреноста и вистинољубивоста се исклучително важни, ама не се пресудни. Да. Сега ќе објаснам зошто. Бидејќи ние може да бидеме искрени и вистинољубиви со многу зла намера Да. и да кажеме работи кои се точни, ама со намера да повредат. Да. Тоа што ние Во треба да го погрешно место направиме. и погрешно време на погрешни луѓе, да Така, кажеме. тоа што ние На треба да погрешен направиме. начин. На погрешен начин. Јас ќе кажам, има еден теолог, мој драг и мој прв професор по теологија кој ми има предавано и кој стана низ годините и ментор и многу добар пријател, неговото име е Мирослав Волф, кој предава е редовен професор по теологија на Јел во Америка. Тој напиша една многу книга, уствари преведени на македонски, се вика Исклучување и прегратка. И во таа книга тој заговара од христијанска, бидејќи е христијанин, нели, од таа гледна точка, сака да каже христијанството не учи на еден многу важна доблест, а тоа е двојна визија. Значи, не можам дури ни само да гледам во мојата искреност и во мојата вистинољубивост кон вас, со тие очи само до таму да дојде, моите очи да дојдат до вас или до Фатмир. Туку моите очи сега треба да влезат во вашите очи и да ме гледаат мене од таа страна. И кога тоа се случува, тоа е всушност создавањето на најубавата подобие на она што ние веруваме како христијани дека Бог го замислил за човештвото. Бидејќи Бог сакал, он можел да си живее вечно во својата вечност на постоење. Како такво, и учењето што го имаме ние во христијанството, еве да кажеме, како Света Троица, во вечна заедница на Татко, Син и Свети Дух, и не им треба, така да се изразам, надвор од тоа ништо друго не им треба. Бог решава да излезе од себе си, да создаде нешто што е категорички не како него. Значи, по категорија не како него, и да гледа, бидејќи он сега го вдахнува својот дух во тие, да почне да се гледа себе си со очите на другиот. И затоа ние сме повикани секого. Значи, кога јас се среќавам со некој човек, кој било, прв пат кога го гледам, секој човек има чиста десетка. За се. Значи, јас очекувам од тој човек само чисти десетки. Немам никаква предрасуда дека, кој е овој, како се вика, од каде доаѓа, како изгледа и така натаму. Тој има чисти десетки. Само врз основа на тоа како човекот после ќе реагира, може оценките да се, условно кажано, коригираат. И затоа пријателството, кое треба да биде поттикнато од таква двојна визија и од таква вистинољубивост и од таква искреност, треба да го гради, ако можам да искористам еден теолошки термин, библиски, Царството Божјо, тука и сега. Пак ќе кажам, Царството Божјо на Бога, како што јас го верувам, е негова одлука и негова тајна мистерија, како и тоа што ќе биде. Меѓутоа, неговото владение на љубов, на искреност, на помош, на заемност, на добрина, на кроткост, на трпение, тие вредности кои ми ги брани јас да ги спроведам сега. Тука. Тие ги разбирам. Тие ги можам. И јас сакам да го антиципирам предвкусот на Царството Божјо. Јас сакам да го видам тука и сега на оваа земја. Бог еден ден ќе определува кој, каде, како и што. Тој знае се. Мое, соодветно со мојата чиста совест, како христијански теолог, тоа да го говорам на секој што ќе ме слушне со најголема почит. Ама, додека тоа го говорам со моето уверение, дека верувам во Христос и така натаму, секој од вас кој ве гледам во очите, јас го сакам
зашто сакам да ми биде пријател, а не затоа што сакам нешто да му се случи. Што и да е тоа, да се смени, Јас ве сакам затоа што сте, а не затоа што би требало нешто да бидете. Затоа ве сакам. Такви како што сме. Така е, да. Коста, имам уште многу прашања да оставиме нешто и за следната епизода на подкастот. Бидејќи Нема тука како дојдеш ако пиеш наша вода, кај се водите режија? Нема води. иншалла ќе Следниот пат и води ќе даjem. Мене, јас тотално не ни забележав, знам Јас дека за не сега да, забеле, обично има Не, кај се шолите барем празни да ги забележавме, но јас Како оставам плацебо. на вашата водство, мене ќе ми биде драго и друг пат да се дружиме. Сигурно. Се надевам, се начна се надевам нови- ова се со начна одбрсување повеќе- тоа што вие го да- очекувате. Ти сам Сигурно, сега да, уште и малце повеќе. да поразговараме, но веќе времето Така, е така. одминато за таа како луѓето ја сваќаат вистината или дали има може да постојат повеќе вистини, но тоа ќе оставиме за некоја друга, Со за некоја задоволство ќе за разговараме. некоја друга прилика. Уште Така еднаш е. ви благодарам што се оdzовте на нашиот повик. Исто така и Фатмир кој што беше посредник и ме доведе. Уствари беше причина да вие присуствувате вечер со нас. Јас ви Знаеме дека благодарам беше вам. муабетот беше добар. Беше прекрасен. Се согласувам. Ви благодарам многу за довербата, за љубезноста, Фала за многу и гостопримството. Јас лично уживав во искуството и се надевам, отворено оставаме, јас би продолжил да во некоја Да. догледна тема да допреми некои Секако, и некои можеби, други теми на разговор. Ако не секако. следната тоа што после неа, бидејќи остана некои теми кои што Така. би било убаво Секако, да се секако. Да се заокружи. Со задоволство. Поштовано беше диван за оваа недела. Поздравуваме. Есаламу алейкум ва рахметуллах. Алейкум.